Нашиот препознатлив джингл започнува уште едно издание ново на Тилма Амбуланта. Секогаш се трудиме да бидеме актуелни во темите кои што ги бираме, секогаш се трудиме да имаме фантастични гости и доктори и стручни лица овде во нашето студио, така ќе биде и денес. Ќе зборуваме за дебелината како ризик фактор, ќе зборуваме за тоа колку навистина во денешно време се обрнува, односно не се обрнува внимание на дебелината и колку таа впрочем може да предизвика одредени проблеми по здравјето. Мене ми е искрено жал што уште од мали години, односно и малите деца се опфатени со ајде ќе речеме ова се наоѓаат во една ризична група. Но доктор Игор Спировски од Институтот за јавно здравје е тука да ни ги подобјасни овие работи, колку навистина дебелината може да биде ризик фактор, кои се оние ризици кои што си ги носи дебелината сама по себе и се разбира каде треба да внимаваме, што треба да направиме за да евентуално бидеме здрави и фит. Докторе, добре ни дојдовте во Тилма Амбуланта. Добре најдов. За прв пат во нашето студио. На наше големо задоволство. Многу е пријатно, морам да забележам и се гледа дека има влијание на водителите во целата атмосфера тука. Така, ви благодарам многу. Докторе, како може за почеток би сакала да прашам, како би ја дефинирале дебелината? Што во суштина представува дебелината? Вашиот вовет и ова прашање е одличен шлагворд на она што сега се случува на светско ниво, а тоа е вистинско дефинирање на дебелината во така наречената меѓународна класификација на болести, која во последните 25 години не е променета, а во 2018 ќе излезе нова класификација на тие болести, во која што се уште во детали се разговара како ќе се дефинира дебелината. Она што сега е факт и кое што е познато во целата, би рекол, медицинска и немедицинска јавност, е дека дебелината кај возрастните, значи над 18 години, се дефинира како индекс на телесна маса, или дуна познат body mass индекс, кој што го знаат многу луѓе. BMI. Да, BMI, кој што е над 30 килограми на метар квадратен. Значи, сите што имаат BMI над 30 килограми на метар квадратен имаат определен степен на дебелина. Тој, како што и самата Равенка кажува, е сооднос на тежината и на висината. Оние кои што се од 18,5 до 25 се во некоја безбедна зона, од 25 до 30 имаме зголемена телесна тежина, а над 30, како што реков, имаме определени степени на дебелина. Кај децата тоа не е исто, затоа што децата не се мали возрастни, тие се личности со своја статура, со свој развиток, со свој раст, и кај нив имаме други посебни индекси, кај нив имаме body mass индекс за возраст. Така, во однос на возраста во која што се наоѓаат определени детенцата. перцентили и стандардни девијации, над една стандардна девијација она што одговара на зголемена телесна тежина, над 2 на дебелина. Така што има разлики кај возрастни деца и тоа треба да го знаеме. Загрижува ли фактот, докторе, што во последно време, за жал, ке напоменам, сретнуваме се повеќе, можеби, дебели луѓе, и колку е тоа случај со Македонија со оглед на тоа дека знаеме, еве дека можеби Америка ја знаеме како една од најдебелите нации. Колку и каков е случајот со Македонија? Имајќи го предвид дека ние се асоцииравме со некакви си други нации, пред се со американската, меѓутоа тука и Австралија, тука се сите овие најразвиени, Канада, значи најразвиените, би рекол, западноевропски нации, ние гледајќи во нив, заборавивме да погледнеме во себе си. И долго време проблемот на дебелина како ризик фактор беше, условно да речам, потценет. Ние на улица и ден денеска не можеме да видиме возрастни деца во твој квантитет кои што би ги виделе кои прошетале по улиците на овие држави кои што ги спомнав, или па на земите на Латинска Америка кои што имаат сериозен проблем. Меѓутоа па сериозните проблеми носат сериозни инвестиции во решенија, така што кај што се проблемите и најдобрите решенија се таму, да. Така што подценувајќи го тој проблем не забележавме дека нашата нација дебелее. Дебелеат возрастните, дебелеат и децата низ еден подолготраен процес кој што ние на популацијско ниво можеме да го измериме и да ги видиме тие промени. Така што проблемот обстојува, можеби не во некои алармантни мерки во смисол дека сега имаме една епидемија од која што не можеме да избегнеме, меѓутоа проблемот се влошува и тоа што е препознат како ризик фактор, затоа што ние се уште велиме дека дебелината не е дефинирана како болест во поголем дел од земјите, во Америка е, меѓутоа во поголем дел од земјите на Европска Унија
не е дефинирана како болест, тоа што не е дефинирана како болест, прави се уште да не гледаме на незе со дополнително внимание кое што треба. Меѓутоа е доминантен ризик фактор и сите податоци велат, особено оние здравствено-економски индикатори, како што се глобалното опторување со болести, предвремената смртност, годините на изгубен живот заради инвалидитет, а дебелината е инвалидитет, еден тип, затоа што под инвалидитет ние не треба да гледаме само ако имаме физички недостаток од тип на немање на екстремитет и така натаму. И тоа е еден вид на инвалидитет кој што не ограничува. Сите тие здравствено-економски индикатори покажуваат дека дебелината сериозно влијае на оптоварувањето, на здравието на населението и на општеството во целие. Верувам дека е така. Само да ги пуштиме телефонските броеви. 3076-677 се е бројот на кој што можете да се јавувате и се разбира да поставите прашање на доктор Спировски. Ќе продолжиме понатаму, докторе, со тоа што многу често, сме во некаква заблуда, условно кажана, кога станува збор за дебелината, во смисол, што значи моето дете дека треба да биде дебелко, односно не е дебелко и слично. Родителите, бабите и така натаму. Секогаш се водат од девизата дека ако, нека јаде, повеќе нека јаде и слично, при тоа несвесно правејќи навика на поголем внес на храна, поголема исхрана и така, а со самото тоа и дебелење. Па тоа, ова што го спомнавте, се еден вид на рецидиви од можеби од едно минато време во кое што храната, кога растеле нашите повозрасни баби, дедовци, веќе родители, кога храната била еден вид на луксус, кога ја немало во таков обем во кој што има сега, па и ако ги гледаме препораките за исхрана, јас ги истражував на здруженијата кои што се занимавале за тоа по војната, во сите нив главен е енергетскиот внес на храна, затоа што населението било неухрането. Неухранетоста на населението бара енергетски внес без разлика на квалитетот на храната, само да се внесе енергија. Последните години на минатиот, на 20 на 30 години на минатиот век и веќе целиот 21 во кој што длабоко навлеговме, се време кога што храната во нашиот дел на светот ја има, а особено ние кај што живееме, преработената храна доминира на пазарот, а преработената храна е главен придонесувач, би рекол, на промената на нутритивниот статус и на дебелењето, така што тие промени придонесуваат да се променат и препораките. Значи, проблемот односно појавата на дебелки деца сега не треба да се гледа како слика на здравост на организмот, туку како слика на определен проблем кој што е во најава и кој што колку порано го пресретнеме, толку порано ќе се заштитиме и толку ќе го одложиме, значи подоцна ќе ни се појават болестите кои што определена возраст не треба да се појавуваат. Зашто зборувам? Кога ние учевме медицина, тоа не беше толку одамна, книгите на нашите професори ни велеа дека дијабетот тип 2 е така наречен адултен дијабет, значи кој што се појавува во доба во која што луѓето се возрастни. Денешните податоци покажуваат дека тоа не е адултен дијабет, туку тоа е дијабет, тој станува веќе дијабет и на млади луѓе. За жал. Кај деца може да се појави тој дијабет, главно и првенствено заради животниот стил, заради преголемиот внес на храна која што има обратно од оние препораки повоени, која што има енергетска густина, а има многу мала нутритивна вредност. Точно. Заради таквиот внес на храна ни се појавуваат болести кои што не треба да се појавуваат во време кога што не треба да се појавуваат. И заради тоа овие индикатори кои што ги кажав сега, кои што се главни за мерење на тоа како живееме, на пример еден од нив е предвременна смртност. Ако денеска човек умре пред 70 години, се смета дека тој пред време умре. Така што целата ова јавно здравствена, да речам, зборување околу дебелината, кој што го предводи Светската здравствена организација, меѓутоа и регионалните и локалните здравствени власти, треба да биде насочено кон заштита од болести да не се јавуваат пред време. Така. Ќе зборуваме и на таа тема, кои се пак оние болести кои што може да се појават како заради дебелината, но имаме претходно гледачи на линија. Добар ден или добро утро, повелете во програма сте. Добро утро. Повелете во програма сте, ве слушаме.
да двајца гледачи имаме. Добар ден. Ајде ако може другиот да го вклучиме. Што се случи? Добро, може би се исклучиле гледачите, не е проблем, ќе се јават сигурно повторно. Докторе, споминавте дека предвремено се јавуваат тие болести кои што не треба да се јават во тоа време. За каков тип на болести станува збор и што се дебелината може да предизвика како ризик фактор? Тоа се болести од големата групација на незаразни болести. Пак ќе речем, ова е епидемиолошка транзиција на болестите во последните години на минатиот век и во 21-виот век е задолжително. Таа епидемиолошка транзиција водеше од ерадикација или заборавање на некои болести кои што сега гледам со недоволнава вакцинација пак може да не се јават, меѓутоа тоа е друга тема. Значи, заборавање на некои болести од делот на заразни болести и појава на нов тип, односно доминација на болестите кои што се незаразни, кои што не се пренесуваат од човек на човека, се главно поврзани со стилот на живење. Тие незаразни болести, кои што морам да спомнам, дека освен ХИВ-сидата, се единствената група на болести кои што дошле на ниво на Генерално собрание на Обединетите нации во 2011 година, а тоа ќе се повтори во 2018, тие состаноци на високо ниво, земаат доминантна улога и тие се оние кои што се поврзани, за кои што исхраната е голем ризик фактор. Прво, кардиоваскуларните заболувања, од кои што умира најголем број од населението во развиените земји и во земјите кои што се, да речеме, од западната западна провиниенција, западен стил на живот, јас би рекол повеќе, тоа е повеќе стил на живот колку географија. Тоа е дијабетот, и тоа се малигните заболувања. Освен хроничните респираторни болести, кои што се исто голема група на болести во делот на незаразни болести, меѓутоа исхраната за нив не е примарен ризик фактор. За сите овие е најважен примарен ризик фактор. Така што појавата на тој тип на болести, кој што светот го преплавуваат денеска, е, не можам да речам каузално, причински последично, меѓутоа во големо влијание има исхраната кон нивната појава и нивното опстојување, би рекол, во популациите. Јасно. Може ли попластично да го објасниме моментот на ги споминавме кардиоваскуларните заболувања кои што и текако знаат да бидат присутни, особено кај по дебелите луѓе? Што е она што конкретно се случува? Што е она што пати? Што е она што може да представува одреден ризик, па дури и по животот на човекот? Тоа се промени во метаболизмот кои што се предизвикани од вишокот на некои нутриенси во нашиот организам. Првенствено кога ги спомнеме макронутриенсите, како што се јаглените хидрати, мастите и протеините. Вишокот во нашиот организам, во неговата физиологија и во неговиот метаболизам, најлесно е вишокот на овие нутриенси да го претвори во масти. Значи и шеќерите и нивниот вишок се претвараат во организмот во масти. Не само мастите персе, значи такви кои што ги внесуваме. Се претвараат во масти, во различни типови на масти. Ние најмногу сме заинтересирани за заситените масни киселини, за холестеролот и за трансмасните киселини. Тие се оние кои што во метаболизмот и во ресорпцијата во нашиот организам влегуваат во крвните садови. Кардиоваскуларните всушност се болести на срцето и на крвните садови, да си ги преведеме на македонски. Тие навлегуваат во крвните садови и на ендотелот на крвниот сад, значи на внатрешната обвивка на крвниот сад, доколку има определени неправилности, а како старееме тие неправилности во однос на незината мазност или на незините кривини стануваат се поприсутни. Овие кои што во младоста не ни правеле проблем или до определен период, веќе почнуваат да се нафаќаат на тие нерамнини, би рекол, на внатрешноста на крвниот сад и неговиот лумен, го викаме, или неговата отвореност да биде се помала и помала, така што во определен период тие ќе направат толку ќе го стеснат крвниот сад, да не може крвта да помине низ него, нема крв, нема кислород, ако нема кислород, ткивото кое што е околу тој крвен сад ќе почне да се мачи
и да прави некакви промени, да компензира колку што може да компензира во моментот кога нема да може да компензира, ако е тоа ткиво на срцев мускул или на каков било орган во нашиот организам, затоа што инфарктот не се случува само на срцето, може инфаркт на црева да се случи, кој што е дури и поопасен од инфарктот на срце. Ќе се случи тој настан, ги викаме тие кардиоваскуларни настани, и ќе биде во секој случај загрозен животот. Ако се случи во мозокот, тоа ќе биде мозочен удар. Апсолутно. И ќе биде директно загрозен животот. Ние како последица во извештај можеби ќе напишеме дека тоа е инфаркт. Меѓутоа, причина за зошто тој се случил е она што ние години уназад сме го практикувале како да бидеме јасни. Може и на човек кој што најздраво живее и најздраво се храни тоа да му се случи. Може да му се случи, така. Меѓутоа, ние не зборуваме за инцидентни случаи. Ние ги гледаме големата слика и нам ни е јасно дека луѓето кои што имаат определени ризици како што е дебелината, многу почесто им се случуваат, тоа има и статистика и податоци, ако сакате и национални, многу почесто им се случуваат овие кардиоваскуларни случаи, отколку на оние кои што ги немаат ризици. Така. Каде вие лично, докторе, го лоцирате проблемот во однос на начинот на исхрана и во однос на каде грешиме воопшто како нација? Бидејќи многу често се случува да одредени луѓе и не сметаат дека се дебели. Па добро или сметаат, меѓутоа добро се чувствувам и слично. Дали само крвната слика е онаа слика преку која што можеме да видиме дека нешто не е во ред со нашето тело и со нашето ова е одлично прашање, тоа е клучното во цела ова приказна, да бидеме свесни што се случува, односно да бидеме одговорни кон нашето здравје. Крвната слика е параметар, меѓутоа голем дел од нашето живење треба да го познаваме нашиот организам и да знаеме кои се ризиците. Ако не знаеме, да се консултираме со нашиот матичен лекар, а после матичниот лекар да се консултираме со некој кој што матичниот лекар ќе ни го посочи како некој кој што може да ни даде добар совет. Прогласувањето на болест на дебелината во Америка се случи не затоа што таа во тој период го исполнуваше сите параметри да биде прогласена за болест, туку за да се подигне свеста пред се на здравствените работници. Точно. Кога ќе дојде пациент или не може да е пациент, тоа може да е формално здрав човек, да нема никакви тегоби. Меѓутоа кога ќе го видите дека има зголемена телесна или тежина дебелина, вие сте должни да му кажете дека веќе носи ризик. Така што, ако тргнеме од гледна точка на медицински лица, нашите матични лекари, морам да кажам дека свеста е навистина зголемена и нашите предсематични лекари многу почнуваат да внимаваат на тоа и да ги даваат тие насоки кон своите пациенти. Понекогаш недостаток на време и влез на голем број на луѓе, пациенти со кои што треба да се справат, не може тоа во тој обем да го направат кој што се препорачува. Меѓутоа свеста се зголемува. Прво кај нив, затоа што мораше свеста да се зголемува кај нашите колеги. А тие тоа треба да го пренесат кај луѓе. Значи две нивоа луѓето и популацијата имаат информации за тоа. Едното е нивниот матичен лекар, едното е околината која што се креира. Знаеме дека ние имавме и кампањи и така натаму, тоа е супер и добро е тоа, меѓутоа само кампања како кампања проблемот нема да го реши или нема да го реши точно. Значи треба на повеќе вертикали да се работи за да имаме подобрување на популацијско ниво. Пак ќе речем, јас работам со јавно здравје и нас се интересира големата слика. Генералната слика, така. Имаме гледач на линија, добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторот, прв пат се јавувам во вашата емисија. Голем впечаток ми остави и ме подсети на мојот покоен сопруг и тој доктор беше. Само ќе го поздравам и многу убави совети ни дава. Со воодушевување го слушам докторот. Само ќе го прашам едно прашање, дали неговиот татко беше Јово, докторот Јован? Добро, еве и вакви прашања може да одговориме, зошто да не. Добро, благодарам што се јавивте. За убавите зборови. Не, мојот татко не е лекар, така што
Може би сум ве подсетил на некого, меѓутоа не. Да. Доколку имаме следен гледач да го вклучиме, доколку не продолжуваме понатамо. Убаво е, докторе, кога се добиваат овие фидбеци од страна на важно е луѓето да сватат дека ние не сме тука некого да искараме за нешто и така натаму. Во исхраната зошто е комплициран процесот? Затоа што исхраната и јадењето е човеково право. Значи вие избор, не можете така да тоа е некој избор како ќе живее и со кои ризици ќе се носи. На крај краиштата може во животот никогаш да нема здравствен проблем кој што е поврзан со неговиот нутритивен статус. Меѓутоа, она што треба државата и ние како професионалци кои што со тоа работиме е да направиме да им направиме на луѓето нивниот избор да биде полесен. Значи, и поздрав, ајде. Поздрав. Да не подпираме целата тежина на одговорноста на индивидуалниот избор, затоа што тоа не е фер. Не е фер да ја подпрете целата одговорност на човекот, ако тој се што гледа околу него, кој што е негов избор, всушност нема избор. Значи, нема патеки за да може да практикува физичка активност, нема зелени површини, се помало е урбаното зеленило, каде да се заврти да купи храна, околу него ќе доминира храна која што е преработена и храна која што ги носи овие ризици. Значи државата тоа што треба да го направи е да го направи изборот на здравиот човек, а во идни на пациентот да го направи полесен. Кога тој ќе биде полесен, затоа што јас ова го зборувам затоа што научните студии, податоците покажуваат дека оние кои што направиле дури и мали промени на ниво на подобрување на средината во која што луѓето живеат, луѓето многу полесно се прилагодуваат кон здравите начини на живење, отколку кога тие промени не се прават и кога луѓето всушност не се никако мотивирани да го сменат својот начин на живот и да ги намалат своите ризици. Особено е тоа важно за децата. Јас секогаш тоа го зборувам. Возрастните се возрастни, не треба нив да ги заборавиме, меѓутоа како на децата ќе им ја створиме таа околина и навика. Вие спомнавте дека децата како треба да изгледа за да бидат здрави, како се мислело порано, а како и сега. Значи многу е важно кон таа популација да се осврнеме и да целата светлина да ја насочиме, здрави навики. Така. Имаме двајца гледачи на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете во програмата. Се јавувам од Велес. Повелете. Поздрав до вас и до докторот и до вашата емисија. Благодариме. Имам 61 година. Добра. Правена сум операција, 3 бајпаса имам, 10 години више. За овие 10 години ставив 20 кила. Ми смета многу, значи нагоре ме притиска на кетарцето од кај желудникот. Па ќе го замолам докторот, што совети би ми дал? Физички активна не сум многу, повечко сум дома, како да... Да ве прашам, каква беше вашата состојба пред да се случат овие бајпаси? Каква беше вашата тежина? Дали имавте проблеми со тежината? Не. Бев на 70 кила. Значи тоа се случило... После операцијата. За 10 години 20 кила стави. Добро, ви благодарам многу. Докторе, само ќе го слушнеме и следниот гледач и ќе одговориме на двајцата заедно. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Сакам да ве прашам. Имам 4 годишно внуче, сега ја започна 5-та година и има 28 килограми. Дали за неговите години, таа килажа е добра или малку е згоено? Добра. Ајде, ќе почнеме од второто. Значи сега вака од око дали е таа килажа добра или не, можеме да направиме пресметки и да видиме. Она што вие ако го детектирате како проблем и ако мислите дека вашето внуче, пред се и во разговор со неговите родители, има зголемена телесна тежина, тоа може од око дури непрофесионалец да го види, вие можете да појдете кај вашиот матичен лекар, а тој согласно со тоа да ви даде насоки што да се прави по однос на тоа.
Јас поздравувам тоа што вие размислувате на таа тема и сигурно вашиот, односно матичниот лекар на детето или матичниот педијатар ќе може тоа да го процени и да ви даде насоки. Значи не размислувајте дали да појдете и да се консултирате, консултирајте се со лекар, лекарот ќе ви каже во која насока да се движи здравје, односно ризиците на тоа дете ако воопшто ги има. Во однос на госпоѓата која што се јави и с која што има бајпас операции направено, односно една операција веројатно со 3 бајпаси, морам да кажам дека незината неактивност сигурно придонесува за тие 61 години. Тоа е релативно млада личност. 61 година апсолутно не треба да биде физички пасивна, треба што повеќе да најде начин да се активира. Тоа не подразбира активирање сега да прави некакви активности, не знам, да трча или да биде, како да речем, да се оптоварува. Незиниот кардиолог сигурно и кажал. Јас не се сомневам дека после тие бајпаси таа добила насоки каква да биде незината физичка активност и каква да биде незината исхрана. Она што треба да направи е да почне да се придржува, да ги види резултатите и да ги види препораките на својот кардиолог и на својот матичен лекар и да почне да се придржува до нив. Првенствено физичка активност, секаде каде што може. Велес е географски малку проблематичен, зависи во кој дел на градот живеете за тоа да го правите, меѓутоа верувајте дека сигурно можете барем пешки да одите за секојдневните активности кои што ги правите. Кои што ви се во близина. Ако не, намерно, значи наменски да почнете да пешачите по пола сат во денот, па ќе го зголемувате по 1 сат, чисто да почне да се активира тој ваш организам и да почне да се справува со тоа што ви се случува. Тоа нема да го реши комплетно проблемот, меѓутоа ќе придонесе вие да се чувствувате подобро. За полесно решавање и за по-длабинско решавање треба и дополнителни промени. Тоа треба да биде целосен преглед и да се види каде... Сакала на жената што се јави за 4 годишното внуче, дури јас знам дека доктор Google можеби и не е најдобриот доктор, со оглед на тоа дека има разни информации. Сигурно. Меѓутоа има оние, бидејќи јас сум засегнат родител, нормално, ги има оние табели каде што пишува од колку години до колку години, отприлике до како треба да се движи тежината. Тоа е многу индивидуално и зависност од висината, генетски предиспозиции и така натаму, меѓутоа постојат оние некакви репери, мерки до каде треба да се движи дебелината. Јас дури баш видов помеѓу 4 и 5 години дека е некаде од 17 до 19 килограми, затоа изреагирав на тоа 28, да не бидам погрешно сватена. Меѓутоа е тоа индивидуално. Секако ние не знаеме колку е високо тоа. Точно, ако е многу високо, можеби е таман. Има параметри кои што може, значи тоа се најбазични гледања на тоа висина и тежина. Рековме кај возрастните висината и тежината се оние два параметри кои што се единствени. Меѓутоа кај децата на таа возраст, покрај тежината и висината се зема и возраста и тие перцентилни криви или тие стандардни девијации, Z-скорови на стандардни девијации, можат да варираат и треба да варираат затоа што новите стандарди за раст кои што во 2007 година Светска здравствена ги донесе, точно заради тоа се направија. За да може да имаме индивидуална проценка на секое дете. Така што јас ја насочила прво да разговара со родителите или со родителите, така. И да појдат заедно на една консултација, тоа не е ништо страшно, апсолутно. Баш ќе биде добро. Јас мислам дека ќе биде позитивно, да речам, изненаден матичниот педијатар на тоа дете. Така е. И дали имаме гледач на линија? Немаме, добро. Докторе, многу често прашуваме и кажуваме добро, треба здраво да се храниме. Добро, треба да спортуваме, да бидеме физички активни. Нели, за жал, ерата во која што живееме не врзува со социјални мрежи, компјутери, седење во столица, што е апсолутно погрешно. Меѓутоа, според вас, како би требало да изгледа еден, да речеме, оброк, здрав оброк, што се би требало да вклучува тој здрав оброк? Сега зборуваме за доручек, ручек, вечеран или оние меѓу ужинки кои што евентуално би требало да се внесуваат. Имајќи предвид дека сме сепак малку
седечка нација, а не толку физички активни. Дека сме поседечка нација, светот е седечка, Во глобална, принцип, така е. настана седечка, да речем, глобална една сила. Кога препорачуваме отприлика како треба да изгледа нашата исхрана, треба да ги имаме предвид што е достапно на нашето мени и какви се навиките. Тие секогаш мора да ги имаме предвид. Тебе пред некој ден бев на состанок на Европското здружение за исхрана и бидејќи има идеја да се прават и да се компилираат најновите докази во препораки, најновите докази во науката во препораки за исхрана, од различните земји кажуваат различни искуства, што вие прашувате, а јас пробувам да го објаснам. Значи, кога зборувам за навиките, колешката од Финска вели, финците се луѓе кои што многу ретко седнуваат да имаат оброк, односно тоа не е доминантно, колку што е доминантно дека цел ден по нешто грицкаат. Значи, навиките кои што ги имаме треба да ги земеме предвид кога правиме на национално ниво препораки. Меѓутоа, кога правиме препораки за тоа што представува здрав оброк, јас на моите студенти секогаш им ја покажувам чинијата за исхрана, немаше да биде лошо, меѓутоа ете не се сетив, меѓутоа ќе ви ја пратам па може да ја прикажете во некоја друга емисија. Чинијата за исхрана која што пред 2-3 години ја публикуваше Школата за јавно здравје на Универзитетот во Харвард и наместо пирамида сега чинија се. Пирамидата стана некако неразбирлива за луѓето што треба да јадеме. Во чинијата е многу полесно. Во таа чинија пола од тој, не е тоа оброк, туку дневен внес, треба да биде овоше и зеленчук. Некаде четвртина треба да бидат интегрални жита, препорачливо интегрални, и некаде друга четвртина треба да бидат така наречени здрави протеини. Значи протеини главно од потекло како што се месото е најсниот извор на протеини. Меѓутоа кога одбираме месо, да знаеме да го одбереме, да не биде тоа месо која што нема да ни внесе протеин, туку ќе ни внесе главно масти, туку да бидат здрави протеини и тоа отприлика тие 4/4 ќе ги спои во дневниот внес и секако вода или течности, првенствено вода која што треба отприлика 2 литри во текот на денот да ја внесуваме. Тоа е она што е идеално. Ние не можеме да го достигнеме тоа секој ден, меѓутоа треба да го имаме во глава. Никој не забранува девијација во однос на тоа. Меѓутоа тоа да биде девијација, а да не биде секојдневие и секојдневна пракса. Да не ја заборавиме физичката активност, исхраната секогаш оди со физичка активност. Физичката активност за возрастните, заборавив да спомнам кога праша гледачката, треба да биде најмалку 30 минути умерена физичка активност во денот. Најмалку 30 минути пешачење со цел или некакви спортски игри или работа или трчање тој што може и така. Најмалку. Се што е над тоа ние викаме така health enhancing, го подобрува здравјето. А за децата треба да биде 60 минути во текот на денот. 60 минути во текот на денот треба да бидат физички активни. Физички активни, така е. Се надевам дека и училиштата обрнуваат внимание во однос на тоа, дека во образовниот систем се внесуваат оние физички активности дневни, барем кои што би требало детето да ги заврши, но колку е тоа така, не знам во денешно време. Морам да кажам дека за тоа многу разговаравме со Министерството за образование и претходно и сега, еве баш вчера дојдов од еден состанок кај нив, кој што се покажа иницијатива да се подобри тоа што се случува. Часовите за физичко образование во основно училиште се 3 пати неделно по 40 минути и ние ќе бидеме среќни ако 3 пати неделно по 40 минути тие се случуваат. Некаде имаме добри информации да се случуваат, некаде не, меѓутоа тоа е работа на просветниот инспекторат да го утврди дали е така или не е. Значи, здравствените власти не се тука никаков фактор. Она што е друго важно е оброците во основните училишта. Значи, ние до пред 2-3 години, за жал, немавме регулатива по однос на тоа и се случи да се има волја тоа да се направи, ги направивме во координација Министерството за здравство, Министерството за труд и социјала и образование и за градинките и за основните училишта. Во градинките процесот оди многу подобро, затоа што во градинките кујните се нивни.
Процесот во основните училишта оди малку потешко, затоа што таму храната се носи главно од надвор, односно ја носат кетеринг компании кои што работат на тоа. Оди малку потешко, меѓутоа мора да разговараме за тоа и мора да пробуваме ситуацијата да ја подобриме. И јас се надевам дека советите кои што ги даваме и кои што ќе ги како професионална фела, кои што ги насочуваме кон оние што носат одлуки, ќе вродат со плод и тие ќе го надополнат она што е законска рамка со определени дополнителни документи или насоки кои што ќе бидат и до училиштата. Малку е тука проблем што е власта поделена на централно ниво. Така, па не може убаво да се имплементира тоа, јасно. Не може директно тоа што ќе го реши да го имплементира, затоа што училиштата пак основни се на локално ниво, значи во децентрализацијата на власт. Комплициран е процесот, меѓутоа мораме да го држиме отворен цело време, не само ние, во голем број на држави, дури во развиени, но овој состанок кој што ви кажав, разговарав со луѓето од баш во развиени држави кои што кажуваат дека проблемите и кај нив ги има. Меѓутоа имплементацијата е многу подобра затоа што нутритивното профилирање во основните училишта веќе постои, кај нас не. Така што ако тоа го имплементираме како законска обврска на тие кои што ќе ја нудат храната, тоаш веќе ќе бидеме еден чекор над она што сме сега. Се работи на тоа и јас се надевам дека оние кои што ги носат одлуките ќе го имаат тоа постојано во како да речем пред нив за да може да реагираат. Гледач на линија, добар ден. Добар ден, повелете во програма сте. Сакам да го прашам докторот, последните испитување на крвната слика утврдено ми е повишен холестерол. Дека вкупниот е 7,1, а лошиот, добриот и триглицеридите се во нормала, лошиот ми е 4,6. Преписана ми е терапија, ама јас не сум присталица на хемија, дали треба да земам терапија или некако на друг начин. Колку години имате, госпоѓа? Молим? Колку години имате? Имам... Сега извинете за прашањето, меѓутоа тоа е многу важно кога барате совет. Имам многу години, 70 години. Добро, тоа не се многу години. Рековме дека луѓето на 70 години веќе се подразбира дека луѓето треба да живеат на таа возраст еден здрав живот. Значи, тоа што вие не сте присталица е една работа. Тоа што вашиот матичен лекар ви препорачал, ви препишал е друга. Вие треба да ги слушате неговите препораки и доколку во овој определен период кога компензаторните механизми на определена возраст се многу големи, ако сте пробали, ако не сте успеале, затоа што морам да кажам дека појавата на хиперлипидемија или зголемени масти може да не е поврзана со состојбата на каков е неговиот нутритивен статус. Знаеме многу луѓе кои што се во идеална форма имаат повишени масти. Тоа многу има улога со тоа како компензаторните организми и ензимите во нашиот организам работат. Тоа не е поврзано секогаш со тоа како е. Ако имаме супер форма, супер нутритивен статус, немаме дебелина, а ензимите во нашиот организам не ги разградуваат мастите како што треба, тие ќе се појавуваат во нашата крв на повишено ниво. Така што, ако не сте успеале со тоа, јас од вашиот, да речем, став гледам дека вие сте за природни решенија, меѓутоа има момент кога мора да се приклониме кон решенијата што ги дава модерната медицина и тие верувајте дека ќе бидат многу благотворни за вас и ќе ја видите промената. Меѓутоа терапијата мора да ја земате редовно и мора да ја земате без прескокнување. Да не престанете во моментот кога ќе видите, подобро ми е или ги вратив на нормална. Затоа што недостатокот и неправилното разградување ќе трае за секогаш. Нема тоа да се подобри. За жал, така функционираат ензимите. Така е. Имаме уште еден гледач на линија. Добар ден. Добар ден, повелете во програма сте. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата и до докторот. Благодариме. Едно прашање, вака, сега овој период околу мене многу информации за хронодиета или хрононачин на исхрана.
Дали доктор, предпоставаме, запознаен, исклучени се на минимум јаглехидратице. Да, претежно протеинска диета е тоа, да. така е. Гледам дека и зеленчукот во овошето воопшто не е застапено, зеленчукот некој минимум. Кој е мислењето на докторот како стручно лице во овој поглед? Да, одлично прашање, бидејќи моето следно прашање ќе беше во смисол во ред дебелината, меѓутоа што правиме со оние ригорозни од друга страна диети кои што исто така може да му наштетат на организмот и на телото. Но ајде прво да ја одговориме на Прашањето е одлично што го постави гледачката. Некако модерно стана таа хроно диета. Па диетите во еден период навистина беа модерни, а сега оваа хроно диета гледам малтене секој втор човек ја практикува. А видете, нема научни докази дека таквиот тип на исхрана ќе има здравствени придобивки. Што сакам да кажам? Вие можете со определени главно рестриктивни диети да ја подобрите вашата тежина и вашиот изглед. Здравствени придобивки од таквиот начин на слабење вие нема да имате. И за хронодиетата, која морам да признам дека за прв пат го зема предвид времето кога се јаде, тоа е многу важно да знаеме кога имаме појадок, кога ручаме, кога вечераме. И ние секогаш препорачуваме вечерата да не биде обилна, нас не ни е потребна енергија кога спиеме. Да не се јаде па да се лигнува. Да не го прескокнеме појадокот кој што треба да биде влез во денот и оброк кој што ќе ни обезбеди определена сила до ручек. Меѓутоа, начин на исхрана кој што исклучува овоше и зеленчук, а јас сега зборувавме пред 10 минути што е препораката за тајната исхрана. Пола од исхраната треба да биде овоше и зеленчук. Четвртина интегрални, четвртина жита со преференција да бидат интегрални, четвртина здрави протеини. Значи нема исклучување на никој од макронутриенсите. Такви типови на диети се појавуваа низ историјата. Здравствените ефекти секогаш беа дискутабилни или беа лоши. Визуелните ефекти можеби беа добри. Значи, мојата препорака кон сите е дека нема за сега докази дека тој тип на исхрана и хронодиетата спаѓа во таков начин нема здравствени придобивки. Јас им препорачал на луѓето кои што се на хронодиета да се придржуваат кон овој тајнир на исхрана кој што го кажав, па нека го наречат и хроно. Јас имам впечаток дека ние како луѓе имаме потреба да бидеме на определен режим и тој режим да си го припишеме дека заради него. Всушност, ние треба да бидеме на секојдневен определен режим и да знаеме што јадеме, да внимаваме, па ќе го крстиме како било, меѓутоа да ги опфаќа сите однесот на овие макро и микронутриенси. Хроноисхраната, јас морам да кажам дека не сум во детали запознаен што препорачува. Меѓутоа сум слушнал дека не препорачува 400 или 500 грама внесено овоше и зеленчук и препорачува главно протеинска исхрана. Она што е добро кај неа е временското, тој цикадријален циклус кој што го велиме, кој што го зема предвид. Меѓутоа за сега таа не е научно поддржана во никој случај. Така. Уште двајца гледачи на линија. Добар ден. Да, повелете, во програма сте. Добар ден, еден поздрав до вас. Благодарам. Едно прашање до докторот. Правев испитување на крв, ми покажа железово е повеќе на граница висока, значи некаде 32. Совет, како што дали ќе може да добијам? Добро, ви благодарам, само уште следниот гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добро. И така веќе немаме време, ова нека биде последниот гледач за денес. Значи, главен проблем со железото е недостатокот на железо. Вакви случаи на зголемени нивоа на железо не се толку чести. Железото има проблем во неговата ресорбција, тој генерално се ресорбира слабо во организмот и повеќе е присутна анемијата отколку ова што го кажува гледачката. Меѓутоа, вакви нивоа на железо не сум сигурен каква е незината историја и што претходно се случувало со незиното здравје и дали тоа може би придонесло. Така. Она што можам јас да го кажам е дека таа во овој момент може би треба да избегнува храна која што е извор на железо. А сите ги знаеме оние зеленолистести растенија од
растителниот тип на храна или месото кое што е незаменлив извор на железо затоа, например, вегетаријанците имаат проблем со анемија. Да, затоа така што е, не јадат месо. Не јадат месо кое што е главен извор на железо. Така што тој тип на промени во исхраната може да ги направи, меѓутоа сепак јас би советувал, бидејќи чувствувам дека таа го знае проблемот и се консултира со незиниот матичен лекар, да видат дали тоа треба некаква си фармакотерапија за тоа. Јас не сум стручен за тоа и не можам да советувам вака. Меѓутоа промени во исхраната да се намали храна која што е извор, пред се нека проба со месото пак ќе речем, не знам каков нутритивниот статус, меѓутоа вака од надвор можам да чисто ете тоа да го препорачам генерално. Ете, некој има проблеми со висок железо, некој со мањак железо, но добро тоа е. Докторе, големо задоволство беше што ве имавме во Тилма амбуланта. Се надевам ќе се видиме во наредна прилика со некоја нова и интересна тема. Беше тоа доктор Игор Спировски од Институтот за јавно здравје. Се надевам дека допринесовме да колку толку разберете што представува дебелината и каков се ризик фактор носи истата. На вас ќе ви препорачам да внимавате на вашето здравје, да внимавате на вашата телесна тежина и се разбира да внимавате особено на најмладите и на дечињата какви навики им создавате. Поздрав и се најдобро.